Јас ја разбирам потребата да правиме театар. Совршено мене тоа ми е јасно. Сега, дајте да правиме, ако веќе правиме, да направиме, па вие нешто сакате да скриете. И сето тоа кога се збори, особено тие кои што се подпишани на амандманот, мислам дека се 7, од нив тројца учествувале и гласале за на владината седница за да се донесе тој закон во 2023-та, а другите сите учествувале гласајки или присуствувајки во салата. Сега, што е суштината, јас сакам да објаснам. Се прави реформски закон, односно кривичен законник и предходните 4 години, кој што требало да се донесе некаде нели 2022 година, тој не се носи овој упад дивоградба во 2023-та, што ги разнесува сите можни одредби во кривичниот законник. Закон кој што амнестира очигледен криминал. 200 предмети се амнестираат и еден куп луѓе сега не може да се гонат заради тој донесен закон. Некој гласал за, а некој само присуствувал, а сега е против. Кога се носат вакви измени, за кои што повторно за информации на јавноста, Уставниот суд на 2 месец укажа дека треба да се донесе за да не настане правна празнина, а ние кажавме дека оваа година правиме нов кривичен законник во кој што има инкорпорирано работни групи, евродирективи, повторно ќе има јавна расправа, почитувам председателе на вашата комисија, ги викнавме сите, кој сакаше можеше да дојде, јавно се објави поканата, вие ги поканивте сите оние кои што опозицијата ви ги предложи. До еден. Ние не предложивме ниту еден експерт, да не излезе дека ете ние инклинираме кон одбрана на некое законско решение. By the book, така ќе направиме и за другиот. Сега, да се излегува тука и некој да морализира и да ни кажува нас како треба да поднесуваме, а сето тоа што го кажа да не е вистина, бидејќи сето тоа е внесено во кривичниот законник, јас не би реагирал, освен ако не сметам дека, ете да не кажам некој збор што е наврдлив. Не е во ред. Сите ние тука сме луѓе, 9 мина сме се подпишале, луѓе кои што застануваме позади, со образ, со карактер. Јас не сакам некој за 4 години да ме донесе у ситуација јас тука да го напаѓам ова решение и да се правам дека не сум бил тука, а да сум си седел удобно во 4-тиот ред и да направам кворум. Тоа од мене нема да го доживеете. Затоа, во 5-тиот се извинувам, затоа да не се обвинуваме за вакви работи. Еден член некој нека ми најде во парламентот, каде што некој се обидува некого да заштити. Такво нешто не постои. Сите дела се инкриминираат. Од каде сме го донеле тоа како заклучок? Има анализа која што тоа го утврдува изработена од парламентарниот институт. И покрај тоа што ние гледаме дека во европските држави, затоа што гледам дека некој многу сака да се повикува и да се прави голем европеец, кога ја види таа анализа, сами како пратеници согласно уставните начела кои што ни ги дава уставот, ги имаме во предлогот изголемено казните, освен во еден член кој што е директивата која што се цитира. Да бидеме коректни, да не произнесуваме тука невистини, затоа што намерата на нас 9 мина беше да направиме кривичен законник кој што доносење на новиот неколку месеци нема да може никој да биде амнестиран. Се извинувам затоа што го премина времето.